Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 16-тото издание на емисијата ТВ 103, која што е наменета на актуелните ТВ серии, односно сето тоа што е квалитетно и може да го погледнете на малиот екран, со оглед на тоа што живееме во ера на хиперпродукција и буквално секоја недела сме бомбардирани со огромен број на потенцијално квалитетни остварувања кои што сепак треба да се погледнат за да може да се коментира за нив. Одлучив во 16-тото издание на ТВ 103 да ви говорам за една ТВ серија која на прв поглед не обработува некоја кој знае колку оригинална тема, односно љубов на двајца млади, следејќи ги најразличните приближувања и оддалечувања на нивните животни патишта, со сема колоквијално действие за сите нормални луѓе. Сега, меѓутоа, начинот на кој се фрла светло на развојот на љубовната сага и како таа им ги променува животите на низините практикувачи, доловено е со врвна визуализација и што представува само по себе богатството на ТВ серијата Normal People, која треба да ја погледне секој што некогаш сакал или па може би бил сакан. Така што ова е една прекрасна серија која ја збогати ризницата на ТВ остварување се извинувам во рамките на оваа година и да, баш делува филмски со оглед на тоа што вокабуларот, односно филмскиот јазик е искористен максимално во сите сфери на создавање на оваа ТВ серија, така што буквално ќе ви говорам за 6-часовен филм кој што е проектиран и сместен во телевизорите. На почетокот на емисијата ја слушнавме обработката на Love Will Tear Us Apart од Joy Division, обработена од страна на Нерина Палот, односно станува збор за музика која што доаѓа од саундтракот на Normal People, која што ќе слушаме во текот на емисијата, со оглед на тоа што радиото си има своја концепција и голем број на артисти кои што се наоѓаат на овој албум, и нивната поп музика која што ја создаваат не соодветствува на сензибилитетот на ова радио, така што морав да сечам многу подлабоко во овие 3 нешто часа музика кои се наоѓаат на овој екстензивен саундтрак. Меѓутоа требаше и да се слушне композицијата на Churches Never Ending Circles, која што исто така е зазема доминантен дел од серијата, како и Only You, култната композиција на Yazoo. Во проложение на емисијата ќе традиционално, нели, ќе слушнеме една композиција од Rage Against the Machine, се уште го преслушуваме албумот Evil Empire, затоа што сте безобразни и тешко ви е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет, ќе слушаме Rage Against the Machine, овој пат Tire Me ја слушаме од Evil Empire, додека не заклучите дека веќе сте мртви, затоа што ве има изморено општеството, само што од гледање на реалноста низ Instagram филтер нема да согледате дека одамна не живеете, не сте ја виделе вистината со голема крвава и скршена, како што потенцираат Rage Against the Machine. Така што по неа ќе ја слушнеме и композицијата Strange Weather, која што ја изведува Дейвид Бърн заедно со Ана Калви, композиција која исто така се наоѓа на самиот саундтрак на ТВ серијата Normal People. Доколку сакате да знаете што се случува во животот на заљубениците од оваа серија и зошто тие постојано раскинуваат и повторно се заедно, соочувајќи ги животните препреки, тогаш вие сте на вистинската фреквенција, која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени, започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 16-то издание, кое што е посветено на одличната ТВ серија Normal People, која представува ирска мелодрама, односно поточно мини серијал, продуциран за Element Pictures, за BBC3 и дистрибуиран од страна на Hulu. Серијата се базира на истоимената новела од Сели Руни од 2018 година. Сценаристички на самата серија и приде и авторката на книгата со оглед на тоа што
таа ја адаптираше својата новела за потребите на серијата со помош на Елис Бирч и една епизода напиша Марко Роу. Првите 6 епизоди се режирани од страна на режисерот на Одличниот Рум, односно Лени Абрахамсон, а вторите 6 се на режисерката на Фортитуд, Хети Макдоналд. Својата премиера ја имаше во Велика Британија на 26 април, додека пак во САД се емитуваше на 29 април, а во Ирска имаше една практика на емитување секоја недела по 2 епизоди, започнувајќи од 28 април, со оглед на тоа што така беше концепирана за домашен терен да биде прикажана. Серијата брои 12 епизоди со време трајање од нецели 30 минути, што значи дека ви се потребни 6 часови за да ја изгледате во целост, па затоа некаде се карактеризира како мини серијал, баш поради тоа што не ги достигнува тие зацртани 8 часа кои што се сметаат нели за репер за долга серија, но убавината во гледањето на оваа серија е што од првата епизода ќе бидете вовлечени во љубовната сага на главните ликови и нема да можете да одолеете да не ја пуштите пред се наредната епизода. Тако беше случајот со мене, затоа што морав да ја изгледам серијата во еден здив, за оваа недела повторно да ја погледнам, не затоа што не се сеќавам на действието, што знае да биде случај со многу невпечатливи серии, напротив, овој пат ја изгледав дополнително поведен од мерак, од ништо друго. Не ми беше потребно да ја погледнам, меѓутоа ми требаше да ја погледам. Хулу оваа година, мислам дека по трет пат се испочитувани од моја страна во емисијата, со оглед на тоа што ви говорев во посебни епизоди од TV103 за ТВ серијата Devs и за ТВ серијата Little Fires Everywhere. Аз се надевам дека ќе имам време да направам епизода и за одличната Мис Америка. Овој месец ја објавија и Monsterland, која се уште нема време да ја погледнам, и одвратната Hellstrom, за која што жалам што одвои време да ја гледам. Не сум сигурен, дефинитивно сум сигурен дека нема да слушнете за Hellstrom во текот на TV103 повеќе. Меѓутоа, нареден месец е најавено дека ќе добиеме A Teacher, а досега ги емитува и комичните High Fidelity, одличната The Great, подпросечната Love Victor, а Woke се уште не ми е погледната за разлика од споменатите серии. Solar Opposites планирам да ја погледам во контекст на нивните анимирани серии кои што ги поседуваат и престојаното ревитализирање на Animaniacs. Ја погледам документарната серија Hillary, така што се на добар чекор да бидат силна конкуренција на Netflix на тронот, се разбира, тие ја нема таа продукцијска моќ која што ја има овој стриминг гигант. Искрено само во нив гледам закана за преземање на предплатници, затоа што имаат оригинална содржина, која поседува свој виден квалитет, ги објавуваат одеднаш, еднаш месечно добивате по една серија, во рок од еден ден, па вие гледајте си ја кога сакате, така што одлично котираат сериите, меѓутоа покрај нив ги имаат и во посет Little Monsters, Wounds, Palm Springs, The Binge, Books of Blood и најавени се Bad Hair и Run, значи имаат и жанровски филмови, кои што ме радува што ги купуваат од Sundance најчесто и ги објавуваат на нивниот стриминг сервис заради тоа што се нели во собственичество со Neon, а Neon има воспоставено релација за на дигитална платформа која ќе завршат да се емитуваат во кино, да завршат на стриминг сервисот Hulu. Така што тоа е една одлична соработка и овие инди филмови пред се кои што и тоа како се квалитетни си го наоѓаат своето место на крајот на кредиштата на Hulu. Во поглед на тематската одредница на серијата, таа се однесува на љубовната врска помеѓу Мериан Шеридан, односно глумена од Дейзи Едгар Джонс, и Конел Волден, глумен од Пол Маскал, која се протега од последната година во средното училиште во град Чето Слајго до факултетските денови во Даблин, односно на коледжот Тринити. Акцентот е ставен врз нивната комплицирана врска со тоа што на почетокот Конел се срами да признае на неговите пријатели дека е во врска со Мериен, затоа што пријателите се подсмеваат со неа, а тој е популарно момче на училиште и не сака да си го наруши угледот и репутацијата која што наводно ја има.
И има неколку раскинувања и пресретнувања во животот помеѓу нив, кај што повторно се доближуваат еден до друг, но најчесто се наоѓаат во врска во период кога се со друг човек, која не им го нуди исполнението кое им го дава нивната љубовна релација. Меѓутоа, секогаш наоѓаат некаква беззначајна причина да ја прекинат врската и да си го прекратат задоволството за да уживаат во меѓусебното присуство. Меѓутоа, самите си се најголеми непријатели во тој нивен сооднос. Повторно се заедно првата година на факултет, кај што Конол се запишува на англиски студии, по сугестија на Мериен, сретнувајќи ја неа во факултетските клупи, која многу подобро се снаоѓа за разлика од него во социјалниот живот на факултет, за разлика од средното училиште. Има дечко хипстер, колега на Конол, односно тоа е Герет. По втор пат раскинуваат Мериен и Конол заради тоа што Конол ја губи работата како келнер на сред испитна сесија и од гордост пред се неа замолува да престојува кај неа во летниот период во станот во Даблин, кој што го поседува низината фамилија, наместо да плаќа кирија и се враќа во малото градче. За време на летниот распуст Мериен е со насилниот дечко Джейми, со кого има една своевидна садомазоврска, задоволувајќи се со себеказнувањето кое го бара пред се од партнерот. Конол е во постојани краткотрајни врски со најчесто школски врснички, заради тоа што тој не може баш толку лесно да се социализира и да го најде своето место во Даблин, а кога тој оди со медицинската сестра, односно студентката која што изучува да биде медицинска сестра, Мериен е во тој период со фотограферот Лукас во Шведска, од кого исто така таа бара да биде насилен со неа, до оној миг кога нема да може таа да го поднесе повеќе себе шиканирањето и себе казнувањето, а на погребот на најдобриот пријател на Конол се пресретнуваат повторно и раскинуваат од нивните тековни дечковци и девојки, за повторно да се заедно во ова премрежена испреплетена судбина, поминувајќи еден прекрасен Божич заедно, кај што Мериен ќе согледа како изгледа едно среќно семејство, а не да биде тепано од страна на низиниот брат и навредувано од низината мајка, која ќе го побара на заклучото станот во Даблин, а на професионален план Конол ќе се здобие со уникатна можност да си ги проложи студиите една година во Њујорк, начнувајќи уште една потенцијална разделба помеѓу нив. Серијата е буквална екранизација на различните поглавја од нивните животи, со мноштво перипети, низ кои поминуваат, завршувајќи во туѓи преградки, во различните стадиуми на животот, иако копнеат пред се да бидат еден со друг, затоа што само кога се заедно, Конол престанува да биде депресивен, нема панични напади, не е анксиозен, а таа кога е со него се чувствува заштитен и нема никаква потреба да биде малтретиран. Ако воопшто тоа може да се нарече дека е некаква потреба, туку е однос кој што неправедно таа го трпи цел нејзин живот. Таа во неговите очи е најубавата девојка во светот, а таа би му дозволила тој да направи со неа што сака. Серијата со предпродукцијата започна во мај минатата година, снимајќи во областа Слајго во Даблин, а действието во Трст од самата книга беше снимено на имотот во Лацио, а во Шведска се снимаше во Лулеа, ако не се лажам, близина на самиот Балтик, каде што беа снимени сцените во февруари во текот на оваа година. Што се однесува на гледаноста, од BBC3 имаме податоци дека преку iPlayer имало севкупно 21,8 милиони прегледи за секупната целосна сезона, зборуваме за сите епизоди, што е двојно повеќе од една од најпопуларните ТВ серии на BBC, односно Killing Eve, така што ова се импозантни бројки со кои што серијата ги доби симпатиите на своите гледачи. Таа е прекрасно снимена, затоа што гледате 6-часовен артхаус филм,
употребата на негативниот простор на самотните ликови, како и доловувањето на нивните силуети, благодарение на продорот на светлината низ големите прозорци, пред се надополнето со долувањето и на ранливата интима на ликовите, се најсилните адути кои што ги поседува оваа серија. Од првото заљубување со кратките кадри и крадењето на погледи во првата епизода, до бројните еротски сцени, подеми и падови на професионален и на приватен план, гледачот пред се останува со овие ликови да ги следи во чекор нивните животни авантури. Навидом сосема обични луѓе, како што и насловот потенцира, но во таа нивна тривијалност се ставаат одредени тактилни сензации во преден план и се преозначуваат како непорекливи символи на една бесмртна љубов. Да не заборавам да го напоменам и самиот спуф на серијата, односно краток скетч, кој го снимаат Дейзи и Пол во присуство на еден свештеник во исповедалница, кај што како скроп на РТ Das Comic Relief серијалот, кај што си ги кажуваат маките, но свештеникот не е нешто расположен да ги сослуша, посебно не е Бликот на Мериен, која има што да каже за институцијата на католичката црква, како што представува. Убаво е да се погледнат овие ликови повторно заедно во каква и да е форма и мило ми е што се реобновуваат за потребите на овој скетч. Првите 3 епизоди се средношколски, наредните 3 се за возобнувањето на врската на факултетот и за незиниот својден раскин, во судирите на интереси кои што има за режисерката да го прошири действието во наредните епизоди во Италија, во Шведска и да го врати назад во родната Ирска. Серијата беше номинирана за 4 Еми награди, ама затоа што американците па и не може да препознаат квалитет кој што доаѓа од другата страна на барата, и истиот тој да го наградат, остана со празни на раце, но се надевам дека со таа промоција допре до поголем број на гледачи кои ќе може да ја согледаат пред се незината големина која што ја поседува. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, односно во продолжение на серијата слушаме композиции кои што се наоѓаат на самиот саундтрак. Именно ќе ја слушаме композицијата Waves на Дин Луис, потоа следува Mini Mansions со Works Every Time, Villagers ги слушаме потоа со Everything I Am Is Yours, Aslan слушаме со Crazy World и ако имаме време за Jesus and Mary Chain со Drop. Значи, слушате пред се овај инди-рок секторот кој што е составен дел од самиот саундтрак за Normal People, така што уживајте во прекрасните звуци на овие композиции. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 16-та епизода на ТВ 103, односно емисијата посветена на најквалитетните ТВ серии кои што може да ги погледнете на малите екрани. Имено во текот на ова издание ви говорам за Normal People, односно во овој сегмент сакам да продискутирам за актерите, актерките и нивните улоги кои што ги имаат во оваа серија. Именно, серијата е предводена од страна на Дейзи Едгар Джонс, која што ја знаеме од ТВ серијата, односно адаптацијата на World of Worlds, потоа глумеше и во Cold Feet ТВ серијата. Таа во Normal People ја глуми Мариен Шеридан, која ја запознаваме како ученичка која доаѓа од влијателно семејство, која кажува тоа што е на ум, тоа и на друм. Па затоа во средно училиште не е почитувано од страна на незините врсници, не се социализира баш како што сака. Врската која ја започнува со Конел ја држи во тајност. Во незиниот дом таа е навредувана од страна на незиниот насилен брат и игнорирана од ладнокрвната мајка, која била во минатото тепана од страна на сопругот, па сега не знае како да се справи со насилните тенденции кои што ги поседува незиниот син. Таа му се доближува на Конел, затоа што неговата мајка е пред се куќна помошничка во незиниот дом, па забележуваме една финансиска двојба на почетокот помеѓу нив, што не ги спречува да се заљубат. Кога оди на факултет, таа го наоѓа сопственото друштво на хипстери, се социализира, меѓутоа се развива една мрачна страна, кај што самата Мариен посакува да биде тепана, односно да биде извршено насилство
во незиниот сексуален чин, односно да биде малтретирана од страна на незините дечковци, сметајќи дека болката ја заслужува на своја кожа, што не е така, меѓутоа сепак оставени се длабоки психолошки трауми од страна на третманот кој што го добивала од незиното невообичаено семејство. Таа е среќна и исполнета само кога е со Конел, меѓутоа животот постојано им задава препреки и ги раздвојува и зближува нивните животни патила. Таа одлично е глумена од страна на Дейзи, која соодветно ја доловува пред се самотијата која што ја поседува овој лик во себе. Во Тринити факултетот во Даблин студира историја и политика. Покрај неа, во серијата глуми Пол Мескал, односно него го знаеме од ТВ серијата The Deceived. Исто така се појавува во спотот на Rolling Stones Scarlett и го снима The Lost Daughter. Тој го глуми Конел Волден, посакуван и славен ученик во средно училиште, атлет, кој е популарен и кај момците и кај девојките. Неговата мајка работи како куќна помошничка, како што веќе напоменав, фамилијата на Мариен. Тој се мачи да одбере што сака да изучува во животот и по сугестија на Мариен тој се запишува на англиски јазик во колеџот Тринити во Даблин, кај што не може да најде друштво и да се социализира, па затоа се менуваат нивните социјални статуси штом стапнат на факултет, поради таа неможно за поврзување со околината во големиот град, кај што буквално е никој и ништо од звездата од малото градче. Тој запаѓа во депресија, станува анксиозен и популарното момче има панични напади. Раскинува најпрвен со Мериен во малиот град, поради тоа што не сака да им каже на неговите пријатели дека е во врска со неа од срам. Потоа од гордост раскинува на факултет затоа што кафаната кај што работи го губи приливот на пари, кога и двајцата ќе добијат стипендија, кога веќе финансиите нема да бидат пречка за да бидат заедно, по погребот на неговиот најдобар пријател, животот ги двои во епилогот, затоа што таа оди една година на Ерасмус, а Конел му се отвора на можност да студира една година креативно пишување во Њујорк. Срамежливо го глуми Пол, иако не знам баш колкави писателски способности поседува момчето со оглед на тоа што не ги забележуваме на дело, слушаме, односно во неколку дијалошки форми се потенцира дека пишувал прекрасни мејлови, меѓутоа и за тоа не сме сведоци. Сара Грин, која што ја знаеме од Penny Dreadful, од филмот Рози и од филмот Burnt, ја глуми Лорейн Уелдон, односно самохраната мајка на Конел, која е куќна помошничка на семејството Шеридан. Таа има близок однос со синот и не годува кога синот ќе одлучи да оди со друга девојка на матура наместо со Мериен, поради страф од имиџот пред пријателите. Таа од секогаш ја сака Мериен и има ставено околно здрави вредности, затоа што детето можеби не знае што да прави со нив, тоа е веќе нешто друго. Меѓутоа, таа се обидува на прав пат да го стави незиниот син. Еслин Макгуркин, која што глуми во ТВ серијата Outlander и во филмот Ричард Трети, ја глуми Денис Шеридан, односно за разлика од Лорейн. Таа е самохрана мајка на Мериен, која што е чудакот на градот, која претрпела физичка тортура, односно била тепана од страна на сопругот, на кој се наметнува незиниот син, кого таа не го контролира кога ќе крене рака врз неговата сестра. Наместо тоа, таа е апатична кон неа и бара од неа да најде разбирање за незиниот брат, наместо да го подценува заради тоа што не му било лесно во малиот град на господинот. Меѓутоа, не е тоа баш некој здрав начин да се изрази незадоволството од себе си. Ина Хердвиг, кој го глуми Роб Хегарти, е близок пријател на Конел од средното училиште, кој во текот на серијата се самоубива, што го дополнително го депримира Конел, затоа што се оддалечил од него кога заминал на факултет во Даблин, што и од друга страна што не е успеал да му врати на пораките кои што му ги пишувал Роб, не знаејќи во каква емоционална состојба пред се наоѓа. Значи се јаде себе си за неговата смрт, иако смета дека можел нешто да го спречи во сето тоа, иако и самиот е свесен дека немал некоја си
кој знае колку добра релација во поглед воспоставена на некој интимно рамниште, едноставно бил израснат само со него. Френк Блейк го глуми Алан Шеридан, тој е насилниот брат на Мириен, кој врши ментална и физичка тортура врз неа, создавајќи душевни и физички илузни, кои таа ќе се обиде да ги компензира со доза на садизам кој што го изнудува од дечковците. Елиот Салт ја глуми Джоана, односно пријателката на Мириен од Тринити коледжот. Исто така тука е Индија Мулен, која што ја глуми Пеги, богата пријателка на Мириен која што се запознава во Даблин на коледж. Дезмонд Иствуд го глуми Найл, тој е цимерот на Конел од Тринити коледжот. Тој ја презема улогата на неговата совест, односно таа улога која што ја има пред се мајката на Конел во малиот град, кај што тој го усмерува Конел да ја одржи во живот пред се врската со Мериен и му сугерира да оди кај неа кога нема да може да ја плати пред се киријата и да се издржува. Себастијан Соуса го глуми Герет, колегата на Конел од Тринити, кој што е поборник за слободен говор и е првиот дечко на Мериен на факултетот. Уште еден дечко е Фион Ошија, односно тој го глуми Джейми, кој што е компетитивен дечко на Мариен, со кого заедно оди во имотот во Италија и го практикува насилниот секс. Меѓутоа, тука е и Ланселот Мекубе, односно тој го глуми Лукас, кој што е последниот дечко на Мариен кој што запознаеме, кој што живее со неа во Шведска, е фотограф кој прави BDSM сесија со неа. Од другата страна, од девојките на Конел, можеме да издвоиме Ауифе Хинс, која што е глуми Хелен Брофи, односно таа е најдолгата врска која што Конел ја има во Тринити коледжот, со која заедно ќе оди на погребот на неговиот пријател, која ќе му раскине за тоа што своето внимание го посветува повеќе на Мериен отколку на неа и пишува мейлови и него двои погледот од неа во самата црква. Има неколку реплики кои ќе ми останат во сеќавање од оваа серија. Една е за рекламирање на загубата и тагата од починатиот на социјалните медиуми, конкретно на Facebook, потоа искажувањето на љубовта преку сентенцата дека Конел можел да ги слушне мислите во главата на Мериен додека лежеле во кревет заедно, сами, како и во одушевувањето од меѓусебната убавина која што се крие во очите на тој што пред се може да ја забележи. Тука можеме да направиме една кратка музичка пауза, именно во текот на емисијата ќе слушаме композиции кои што се наоѓаат на самиот скор. До сега слушавме од саундтракот, сега ќе се посветиме на самиот скор, односно на композициите кои што ги создава Стивен Реникс, како што и самиот саундтрак беше избран да биде составен дел и од Dream Pop, односно инди рок изведувачи со понежен сензибилитет, така и самиот скор е една своевидна симбиоза помеѓу амбиенталната музика, помеѓу милозвучноста на гудачки свити, на елегично пијано, така што ќе слушате една посмирена верзија на која што треба да ги проследи, нели, емоциите емоционалните состојби кои што се проникнати од страна на самите ликови, така што во продолжение слушаме 15 на минути од изборот кој што го направив од самиот скор кој го создаде Стивен Реникс за потребите на серијата. Потоа се враќам во итер да ви говорам за одредени спецификации кои што и поседува оваа серија. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 16-та епизода на емисијата ТВ 103, која што е наменета на ТВ серијата Normal People, односно во овој сегмент сакам да ви продискутирам за одредени спецификации кои што и поседува оваа серија. Пред се најавата која што ја има за получасовното време трајање на епизода нема потреба да биде елаборативна, па затоа се користи само титул картата да означи почеток на како што тоа и би имало функција означување на почеток нели на филм, но си ја завршува и го има својот удел во самата серија со оглед на тоа што само една кратка најава забележуваме од оваа титул карта. Поглед на режисерите, како што веќе напоменав, има двајца, првите 6 епизоди ги режира Лени Абрахамсон, односно режисерот на филмовите Френк и Рум. Тука само да не настане некаква си забуна, станува збор за Оскаровецот Рум, а не за
патетичната комедија Рум, а вторите 6 епизоди ги работи режисерката на Fortitude, односно Хети Макдоналд. Лени го воспоставува тонот со снимањето со помош на снопови на светлина кои што продираат низ прозорците во интериерите и употреба на трекен кадрите од арт-хаус сензибилитетот во екстериерите, чија што естетика ја проширува со поразличната визура која ја носи пред се Шведска, во Шведска и во Италија самата режисерка на вториот сегмент од серијата. Поглед на музиката можевте да слушнете непосредно пред почетокот на мојот говор композиции о Стивен Реникс, односно авторот на музиката на Room, Rosie, Frank, Boyd's Girl, Pride and Joy, Forever Pure, композитор кој умее да ги извади на површина сентиментите на ликовите со помош на амбиенталните секвенции, да ја зајакне таговната состојба со помош на елегичното пијано и гудачката свита, правејќи краткотрајни композиции во пред се функција на засилување на емоционалните квалитети кои ги поседува самата серија. Во поглед на сценографијата, забележлива е разликата помеѓу имотниот дел на Мериен и тој на Конел, потоа се снима во факултетските простори, во студиото на фотографот во Шведска, во вилата во Италија, кои имаат свој различен декор, соодветен за потребите на действието, дело на дизајнерката Луси Ван Лонгхуйсен. Во поглед на фотографијата и кадрирањето има две кинематограферки, односно Сузи Лавел и Кейти Маккулок, кои си ги поделија епизодите и секоја работи со засебен режисер. И режисерка, меѓутоа, и двете умеја да ги доловат силуетите на парот со помош на продорната светлина низ големите прозорци, потоа со снимање на рака. Со трекинг кадри се доловува преценивното освојување на екстериерот, со кратките кадри, па од друга страна во кои што се фокусираат нивните дланки, кои сведочат за говорот на телото, кажува многу повеќе отколку изустените зборови. Самотијата ја доловуваат со негативниот простор, односно овие кинематограферки пукаат со севкупниот арсенал на арт-хаус сензибилитетот за да ја фотографираат интимата на парот. Он поглед на монтажата, Нейтан Наджент и Стивен О'Конел ја работат со оглед на тоа што имаме епизоди со кратко време трајање, ставени се само содржајните и круцијалните елементи од живодействието, на кои ќе има навраќање во крајот, така што монтажата е флуидна и одстранета од севкупниот непотребен вишок на материјал. Многу ми се допадна и како во една епизода фокусот од одењето во чекор на Конел на камерата се префрли кон Мериен, штом се пресретна со него. И исто како што флешбек епизодите со навраќањето на настаните во изминатите 6 недели ги пополнуваа празнините на действието. Едноставно ова се мудри одлуки кои го освежија пред се начинот на доловување на оваа љубовна сага. На поглед на костимографијата, таа е тековна и само ќе ги потенцирам Балканите чевли на Конел кои се ставени во урамени во кадар кога ја гледа сликата во музеот, од која не се одлепува, црпи едноставно инспирација, што беше со одветен детаљ, кој говореше за неговата од една страна финансиска оскудност, која што нема да го спречи тој да ужива во погодностите кои што може да му ги понуди врвното уметничко дело со негово постепено восприемање со погледите кои му ги пружа. Така што, без разлика на неговата имотна состојба, тој знае и умее да се предаде на убавината на уметноста, така што таа не е исклучиво за тие кои што имаат финансиски средства за да уживаат во неа, едноставно таа е наменета за сите. Поглед на природното, него го нема, заради тоа што серијата се држи до реализмот, во поглед на хуморот и еротиката. Хуморот го носи пред се Мериен, која што знае да даде директни и нефилтрирани коментари и да возврати на секоја навреда, а еротиката е еден од најсилните адути на серијата, имено ако не се лажам, серијата има 13 еротски сексуални сцени помеѓу Мериен, Колен и нивните партнери. Некои се проследени во тишина, други со needle drop на крај на епизода,
трети како паралелно действие кај што се со главните ликови со други партнери, четврти со BDSM аспекти, петти со присуство на гудачка свита или пијано или па амбиентален звук со различен ритам, најчесто со голем број на кратки кадри успоредени со по еден долг помеѓу. Тоа е начинот на кој што се монтирани, меѓутоа, иако има голем број на еротски сцени, секоја се разликува од другата и воопшто не се повторуваат во својот ритам, во поглед на локацијата или во употребата на позите. Во поглед на ефектите има специјални, односно има крв и модринки кои што се нацртани на телата на протагонистите. Има флешбек епизоди и едно прекрасно навраќање на сите бакнежи помеѓу Мериен и Колен. Има употреба на slow motion во некои од еротските сцени, паѓаат фреймови и во флешбеците. Сон и халуцинација нема доловено, иако гледаме дека Колен има панични напади, не се влегува во главата на протагонистите, не ги ни гледаме расказите и меловите кои што пишува Колен, а не пак што кријат тие во себе. Доколку се стави во соодветен жанр, иако допира до coming of age елементите, сепак ова е артхаус мелодрама. Во поглед на стилизираниот јазик се говори англиски, меѓутоа со ирски нагласок, што е неизбежно и крајно соодветно за лоцирањето на оваа серија. Во поглед на недостатоците, немаат сите споредни улоги под еднаков удел, затоа што некои пријатели се тука само за да го пополнат кадарот, меѓутоа таков е животот со луѓе со кои ќе се воспостави само една површна релација. Како своевиден механизам се употребува останувањето насамо на Мериен и Колен, затоа што кога и да се сами, неизбежно е да има магнетизам помеѓу нив. Не знам како не им е тоа јасно на дечковците на Мериен или пак толку им е можеби грижа за оваа нивна поставеност. Неколку од поп-песните не ми беа соодветни за серијата или воопшто за моето уво, меѓутоа одговараат пред се за тој таговен сензибилитет кој што го поседува оваа серија, интересен е потфатот што во изборот има композиции од ирски авторки на инди поп музика. Не дознаваме која е таа писателска способност како што потенцирав на Колен, ниту пак се продлабочува некаква врска надвор од љубовната од страна на него, но таков си е човекот. Повлечен кога ќе излезе надвор од малото градче кај што е крал. Во поглед на континуитетот на епизодите и тоа како е задржан, со оглед на тоа што се скока во време, линеарно и нелинеарно, во зависност од потребите, но раката сама ќе ви оди на да потенцирате дека треба да се погледне наредната епизода, зашто нема празен од во оваа серија, има липосукција на излишно действие направено врз неа. Поглед на градењето на ликовите, главниот фокус е посветен на Мериен и Колин, споредните се епизодисти кои имаат минорен удел во нивниот живот, најчесто комплетно незначаен, затоа што тие се зацртале една траекторија, која не дозволува да биде под влијание на туѓа волја. Во поглед на интертекстуалноста и адаптацијата е исто најстоимената книга на Сали Руни, со оглед на тоа што самата ја адаптираше за потребите на сценариото на серијата, нема некои драстични големи остапки, барем јас што сум запознаен во контекст на самото дело. Авторката е марксистка, така што знае да вметне и коментар за комунистичкиот манифест, како и феминистичката новела The Golden Notebook. Писателката студирала на Тринити, не успеала да комплетира магистратура за политички науки, но затоа има магистерска за американска литература, така што може да забележите од каде доаѓа инспирацијата за незините ликови. Поглед на атмосферата, гледливоста и убедителноста, има епизоди кои што се гради сексуална тензија и исчекување на сплотување на ликовите, а во други епизоди има физичка закана за Мериен. Гледливоста на серијата е на највисоко ниво, што се должи на редуцираното и насочено действие, како и на убедителната актерска изведа пред се на ранливиот пар. Во поглед на епилогот, отворен е крајот, кај што не знаеме дали ќе ја прифати Колин
понудата за студирање во Њујорк, иако Мериен му посочува да не ја пропушти таа можност во неговиот живот, која верува во неговиот успех, но не можам да ја замислам како таа би се вратила во нејзиниот дом или би останала можеби во Даблин. Таа ми е сумнителна пред се во нејзините избори. Колен има светла иднина пред себе, но мора да донесе одлука дали ќе се оддалечи од Мериен, кога конечно веќе завршија заедно, им се поклопија коцките. Сега секој може да си донесе одлука за тоа. Јас не би, но не сум му во кожа и не можам да судам за животот на одредени други личности. Така што ова е една огромна дилема која што се надевам дека ќе биде разрешена во втората сезона, со оглед на тоа што доколку би настанало уште една четврта поред или која и да е разделба помеѓу овие двајца, тоа значи дека ќе треба да се комуницира на Skype или воопшто да не се комуницира заради тоа што еден без друг не би можеле да екзистираат. Тоа ќе ги донесе на искушение сами по себе заради тоа што ќе запознаваат нови луѓе, ќе запознаваат нови можности за професионален и приватен прогрес, така што отворени се многу карти во поглед на крајот кој што поседува првата сезона. Поглед на еволуцијата поради одличната кинематографија, јасниот тек на действието, убедителниот приказ пред се на интимата на ликовите од страна на карактерите, доловувајќи ја една од најреминисцентните љубовни приказни на малиот екран кој што можеме да ја погледнеме ден денес. Јас серијата ја оценувам со 9 од 10, оценка која што е висока за тоа што овие елементи не се содржани во останатите ТВ серии кои што потфрлаат на многу рамништа, кои што светнува со бравура, на пример оваа серија. Да имаше порадикални решенија, како што постојано тоа го потенцирам, да отскокнуваше од себе си и од восстановениот манеризам со нешто невидено, ќе ја наградев и повеќе. Меѓутоа, тоа е простор кој што треба ми докаже со наредната сезона. Поглед на продолжението, дебитантската новела на Сали Руни, Conversation with Friends, веќе е во предпродукција од страна на режисерот Лени Абрахамсон, односно таа е првата книга на писателката, која е за нараторката, незината најдобра пријателка и еден брачен пар и нивните заемни односи. Така што ќе погледнеме уште еден продор во светот создаден од незиното писателско перо и се разбира дека јас би сакал да погледнам каде би се одвивал животот на залюбениците, но тоа би сакал да се случи можеби ајде за 5 години, кога би имала Руни повод за работење на продолжението, кое нема да биде избрзано, а и актерите ќе може да остарат како што треба и да дојдат до една своевидна специфика за самите ликови и во друг стадиум да ги забележиме од нивните животи. Така што ова беа на кратко или на долго, како сакате земете предвид, моите согледби во контекст на Normal People, односно одличната ТВ серија за која што имав можност да ви говорам во текот на ова издание на емисијата. За крајот ќе слушнеме неколку композиции кои што се водени најчесто од една вокална интерпретација и една акустична гитара. Односно, ако имаме време, ќе слушнеме Phoebe Bridges со Funeral, Leonard Cohen ќе слушнеме со So Long Marianne, Fiona Regan со Deadwood Blossom, Fiona Regan се извинувам со Deadwood Blossom и доколку има простор и време Елиот Смит со Angelus и RUX со Берлин. Вие го слушавте 16-тото издание на ТВ емисијата ТВ 103 со Златко Ѓелески, кај што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците на ТВ серијата Normal People. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.